Денеска официјално започнува одбележувањето на традиционалната 14-та поред Смоквијада 2020 година. Како што најавуваат организаторите на Сдруженијето Тера, свеченото започнување на активностите ќе го одбележат на оригинален начин. Поради моменталната ситуација со ковид, пандемијата и поради запазување на протоколите за заштита, во текот на целата седмица пријавените надпреварувачи ќе го подготвуваат сладкото од зрели смокви во своите домови, а екипата на Сдруженијето Тера ќе доловува делови од варењето сладко регистрирајќи видеозаписи. Да, значи, оваа година се одржува 14-та Смоквијада поред, стана традиција во топлата Гевгелија и со еден збор ние слободно можеме да кажеме дека сме престолни на смоковата. Значи, оваа година Гевгелија и организаторот на Смоквијада Тера ја спрема самата организација и подготовките ги прави согласно протоколите. Значи, оваа година нема да има јавно варење и подготвување на сладкото, туку надпреварувачите кои се пријавени 13 тави, 13 екипи по 20 надпреварувачи, значи тоа ќе го направат во своите дворови. Наша екипа од Тера, значи како организатори ќе ги посети на лице место, ќе го забележи тоа со својата камера, ќе направи снимки и ќе земе по едно тегло за на крај да може да го оценува. А оценувањето ќе биде согласно пак по протоколите и со ограничен број на присуство, самите надпреварувачи и општината, значи ќе се прогласи најдоброто сладко подготвено за 2020 година. Сакавме традицијата да се одржи, нас никој ништо не ни може и со оглед на ситуацијата која е со светската пандемија, сепак ние Смоквијада ќе одржиме и нека биде долговечна, што друго да кажем. Смоквијада 2020 се одржува под покровителство на градоначалникот и Советот на општина Гевгелија. Во недела на 6 септември пред платото на Народниот театар во Гевгелија ќе бидат прогласени трите најдобри екипи, за кои се предвидени парични награди. Исто така, и секој надпреварувач ќе биде награден за своето учество. Почетокот на Смоквијада ќе биде символично означен со пресекување на зелената линта, символ на заштитата на еколошки здравата средина. Со овој чин, Сдруженијето Тера вбројува уште една активност како придобивка на манифестацијата, а која ќе се однесува на подигање на свеста кај граѓаните за чување и почитување на природните благодети специфични за овој регион, но и негување на традицијата од прадедовците.